Туристи од целиот свет доаѓаат на Висок Атлас за да ја откријат неговата убавина и на староседелскиот народ бербери што живее овде. Тоа е традиционален начин на живење. Се знае за гостопримството на луѓето во планините. Огромно е. Значи, кога ќе дојдете и ќе сретнете луѓе насмеани и кога сте добре дојдени во нивната куќа, влијае на многу туристи. Земјотресот сруши многу планински села што ги магепсаа клиентите на Елкзоулу и делови од Амизмис каде што живее. Елкзоулу и неговите соседи спијат надвор, плашејќи се да се вратат во своите домови оштетени од земјотресот. Туризмот беше неочекуван за овој сиромашен и неразвиен регион. Земјотресот го промени тоа. Of course, the impact is going to be... Се разбира, последиците ќе бидат големи, огромни, затоа што денес и одредено време нема да има никој. Никој. Францускиот собственик на хотел Бруно Рокебер го отвори првиот хотел во Амизмис во 2005 година. Земјотресот не ги поштедил него и персоналот. Старите гости го контактираат за да му понудат помош. Иднината на туристичкиот водич Елкзоулу е неизвестна, но засега тој е човек со мисија. Тој помогна да се организира овој камп за луѓето кои останаа без кров над главата по земјотресот. Давам се од себе да помогнам. За иднината тоа е мистерија и не знам, не размислувам за тоа. Неговото семејство го преживеало земјотресот. За него тоа е она што е најважно.